Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден и добродојдовте во уште едно издание на емисијата Поента, која само за вас се емитува секој вторник во редовниот термин од 17 до 18 часот на најслушаното радио во македонскиот етер, Радио Слободна Македонија. Денешната тема на денот е поврзана со долго очекуваната политичка разрешница на политичката криза, која, како што сите знаеме, пред 2 години ја наметна опозицијата во Република Македонија и за која буквално еве цела година зборуваме, бараме решенија, бараме соодветни излезни правци. Но се надевам дека овој пат, за разлика од двата минати пата кога фактички имавме проблем во воспоставување на меѓупартиски консензус околу тоа дали ќе имаме или не избори, првиот пат на 24 април, вториот пат на 5 јуни. Се надевам дека овој пат 11 декември е фикс датум кога навистина ќе се одржат долго очекуваните предвремени парламентарни избори. И впрочем, опозицијата беше најгласна во барањето на овие вонредни парламентарни избори навистина да се случат, па еве се надевам дека овој пат навистина ќе имаме разрешница на политичката криза и опозицијата нема повторно да биде пишманаџија и да бара одредени институционални решенија за повторно враќање на старата политичка екипа во институциите на системот. Сите граѓани знаеме дека решението за излез од кризата е едно, дека само преку организирање на нормални, демократски, фер, кредибилни избори Македонија може да биде на чекор од излезот од политичката криза. Сите тоа го знаеме, го знае и политичките партии, го знае меѓународниот фактор, но, како што реков, во 2 наврата опозицијата наоѓаше илјада алиби за тие навистина да не се случат и тоа им успеваше во 2 наврата. Еве во оваа прилика накратко да се подсетиме на тие илјадници алиби кои што и служеа на опозицијата со цел да не се соочат со граѓаните или со цел да немаме организирање на избори во утврдените датуми. Прво се сеќаваме на оние приказни за фантомски гласачи во избирачкиот список, кои варира зависно од тоа во кој период се кажуваат и од кого се кажуваат, варира од 200.000 па се до неверојатните за сите граѓани на Република Македонија половина милион фантомски гласачи кои што ги најавува дел од раководството на Социјалдемократскиот сојуз. Бројките се разликуваа зависно од расположението на партиското раководство на Социјалдемократскиот сојуз. Тие постојано се менуваа. Се менуваа и зависно од тоа дали земјата е пред опасноста СДСМ да се соочи со граѓаните на избори, дали се закажани изборите или пак се работи за ситуација во која што фактички партијата се наоѓа подалеку од изборите. Покрај фантомските гласачи, кои што видовме дека поминаа како тешко фијаско, бидејќи и по изгласаната методологија и вкрстените проверки кои што се направија токму како резултат на волјата на опозицијата и по нивна мерка, се виде дека далеку се тие фантомски гласачи од избирачкиот список на Република Македонија и не само што не постојат во толкава бројка колку што опозицијата сакаше да ја представи во јавноста, туку едноставно не постојат фантомски гласачи во избирачкиот список, постојат можеби само одредени гласачи кои што се наоѓаат на привремена работа во странство, а биле или останале запишани во избирачкиот список во Република Македонија. Сите тие работи беа проверени на терен и се утврди фактички дека работите со избирачкиот список се тотално во ред. Потоа следното алиби
беше на опозицијата беше наводно пристрасните и партиски обоени медиуми кои лидерот на СДСМ Заев во една прилика ги прогласи за непријатели на политичката партија СДСМ. Токму по инсистирање и буквално партиско натегање на СДСМ со власта се случи формирањето на она фамозно адхок тело за мониторирање на медиумите, кое сега и во овој период и не следи. Но за волја на вистината се случи и она партиска номинација на главен и одговорен уредник на македонската телевизија, кое што требаше да се случи како номинација сосема одделена од политичките партии, како една непартиска личност, но знаеме дека беше поставена господјата Санта Аргирова, еден класичен партиски војник од редот на Социјалдемократскиот сојуз, беше поставена за главен и одговорен уредник на македонската телевизија под паролата дека треба токму таа да изврши департизација на јавниот сервис. Интересно е како Социјалдемократскиот сојуз размислува за тој принцип на оделување на партијата од државата, кога е директно засегнат да подели некоја партиска функција или некоја политичка фотелја, а како тој принцип го замислува кога тоа не може да го стори, односно кога делува од позиција на опозиција. Имено кога дели фотелји, Социјалдемократскиот сојуз настапува како да воопшто не го ни познава овој принцип, како да воопшто не е јасен овој принцип, но кога нема можност да се расфрла со функции, да се расфрла со фотелји, што by the way не им ни следуваат, затоа што тие не ја добија изборната волја од мнозинството граѓани, тогаш тие се наводно принципиелни, тогаш тие се борци за некакви демократски принципи, за некакви европски стандарди и тогаш продаваат магла, скапа магла која впрочем не им проаѓа кај мнозинството од граѓаните во Република Македонија. Истото ова се случува и кога треба да номинираат своји кадри во владата на Република Македонија за спроведување на изборите. Видовме како наеднаш нивниот партиски секретар стана вистински професионалец за прашања од областа на внатрешните работи во земјата, како стана вистински професионалец за прашања од областа на јавниот мир, јавната безбедност, за прашања од областа на полицијата и така натаму. Како една жена универзитетски професор кој што се занимава со професура по безбедносни прашања, видовме како наеднаш стана професионалец за прашање од областа на социјалната политика, социјалните грижи, или грижата за ранливите категории на граѓани, како наеднаш стана професионалец во областа на трудот, трудовото право и трудовите односи. Навистина вистински салта мортале прави оваа политичка партија кога треба да настапува од позиција на власт и кога настапува од позиција на опозиција. Понатаму она што не смееме да го заборавиме, а кое што постојано го слушаме од партиските функционери на СДСМ, е начинот како Социјалдемократскиот сојуз гледа на принципот на независност и непристрасност на судството и на јавното обвинителство, посебно кога е во позиција на опозиција, а како кога влегува во власта, без секако изборно покритие. Имено принципите на независност и непристрасност посебно на јавното обвинителство, СДСМ ја сваќа на начин како што Катица Јанева ја сваќа функцијата, специјален јавен обвинител. Имено за оваа партија е нормално специјалното јавно обвинителство начело со Катица Јанева да функционира како еден класичен портпарол на партиски портпарол во државата, како да делува така како што Заев ки испорача, да отвора предмети без елементарно постоење на докази, само да му се направи штета на владеачкиот ВМРО ДПМНЕ.
КТЦ Јанева во неколку наврати досега покажа, но и докажа со дело дека нема намера да спроведува закон, нема намера да ја втемелува правдата врз основа на закон, туку има едноставно намера да лови вештерки исклучиво од редот на високите функционери на владеачката ВМРО ДПМНЕ, што досега барем е невидена јавно обвинителска пристрасност, јавно обвинителска селективност и секако јавно навивање за опозицијата од страна на оние кои што треба да делат правда и што треба да работат во согласност со кривичниот законник, но и законот за кривична постапка и со сите останати закони од оваа сфера. За жал, наместо непристрасен и целосно професионален и одговорен и отчетен орган, специјалното јавно обвинителство прирасна во орган со исклучителна пристрасност, селективност, но и со тенденција за политичко монтирање на предмети, исклучиво, како што реков, против најистакнатите партиски личности на ВМРО ДПМНЕ, а се со цел сега пред избори да му се наметне што е можно поголема штета на оваа партија и секако да сето тоа се одрази врз изборниот резултат со губење на довербата од страна на македонските граѓани. Следното аливи или следното прашање кое што се наметнуваше во овој период од година дена е секако јавно изразената согласност на лидерот на СДСМ Заев за воведување на двојазичност на целата територија на Република Македонија. Спротивно на Уставот, Заев ветува дека секој албанец каде и да посака во Република Македонија, во кој град и да му треба, доколку СДСМ дојде на власт, дека ќе може да не само да зборува, туку и да комуницира со државните органи на својот албански јазик, што значи промоција на двојазичност буквално на цела територија на Република Македонија. Доколку да кажеме албанец во Дојран, во Валандово, во Гевгелија, во Прилеп, во Берово, во Струмица и во многу други градови во земјата, каде што има над 90% од каде што над 90% од населението е македонско, Заев му ветува на тој албанец дека ќе му овозможи да комуницира со државните и со општинските органи на неговиот мајчин јазик, односно на албанскиот јазик. И без при тоа да каже или да се размисли дека ваквиот негов предлог е целосно во спротивност со Уставот на Република Македонија, но и целосно во спротивност со сите базични вредности врз кои што се заснува уставниот поредок на Република Македонија. Впрочем, цела во оваа идеја може да внесе еден сериозен хаос, едно сериозно безредие во делот на функционирањето на државните и општинските органи, што секако ќе се одрази на сите останати аспекти или делови од животот во македонското општество. И секако за Заев тоа не е проблем, иако станува збор за целосно изместено и надвор од уставот прашање, лидерот на СДСМ сепак го користи, го злоупотребува ова прашање исклучиво за изборни цели, со надеж дека преку промовирањето на двојазичноста ќе успее да освои поголем број од гласовите на албанците во Република Македонија и дека на тој начин би можел да ја надомести големата разлика што ја има во однос на ВМРО ДПМНЕ. За него тоа треба да биде вин-вин ситуација, каде што едноставно тој има понуда во рака, понуда која што нели според него може да му донесе бенефит за неговата политичка опција, но од друга страна не гледа дека таа негова понуда може сериозно да го растресе, би рекла, уставниот поредок на Република Македонија и може сериозно да внесе големи негативни последици врз севкупното живење во Република Македонија, како по однос на соживотот, но така и по однос на отварање на нова пандорина кутија
кое што би значила редефинирање на Република Македонија од би рекла од едно лингвистичка во повеќе лингвистичка држава, значи зборуваме на ниво на држава, а не на ниво на општини каде што секако сите оние граѓани кои што се најмалку 20% имаат право покрај македонскиот јазик да го употребуваат и својот мајчин јазик, дали е тоа албанскиот, турскиот, ромскиот, се едно. И сега нормално се поставува прашањето до каде е црвената граница која што за Заев е нели Заев ја поставува во својот ум. Дали Заев едноставно така го пушта низ вода уставот на Република Македонија, дали за него не е релевантен амандманот 5 од уставот на државата, каде што на многу прецизен и јасен начин е дефинирано кој јазик и кое писмо се службени на целата територија на Република Македонија, или Заев едноставно преку ваквата злоупотреба и преку ваквата неуставна позиција која што ја гради во државата, всушност отвора една намерна тенденција на целосно уривање на постојниот уставен поредок преку директна повреда на највисокиот правен акт во земјата и отварање на мала врата, би рекла, состојба на можност на повторно значи да се седне на маса и повторно да се зборува за прашања кои што ќе значат редефинирање на македонската држава. Во една од претходните емисии Поента зборував за токму за употребата на македонскиот јазик и кирилско писмо на територијата на цела држава и кажав дека не постои спор во однос на прашањето кој јазик е службен јазик, но и во оваа прилика да потенцирам дека е сосема јасно согласно уставот дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо се службен јазик и службено писмо на цела територија на Република Македонија и дека ниту еден друг јазик не е службен на територијата на целата држава. Друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните може да се употребува како службен јазик само во единиците на локалната самоуправа каде што живеат најмалку 20% од граѓаните што зборуваат јазик различен од македонскиот. И тоа е сосема нели тоа се користи, тоа се применува без никаков проблем и без никакви би рекла институционални пречки, ниту пак и без никакви пречки во делот на реализацијата од страна на граѓаните. Факт е дека граѓаните што зборуваат друг јазик различен од македонскиот може да комуницираат и со органите на државната власт на својот јазик, но на начин како што е тоа утврдено во Законот за употреба на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа. Значи, се е тоа веќе уредено и согласно устав и закон поставено прашање, односно поставена нели цел еден систем на употреба на јазикот, така што мислам дека целава оваа драма која што ја прави Заев во очи предизбори е само купување на политички поени од страна на албанското население или албанскиот електорат, иако тој е свесен дека на ваков начин не може да му се додвори целосно на албанскиот електорат. И втора работа која што ја заборава Заев е дека албанскиот електорат традиционално си гласа за своите албански политички партии, така што од целава оваа приказна и драма која што ни ја продава, мислам дека токму Заев и неговата партија ќе излезат најголеми изборни губитници и наместо целата таа или еуфорија која што ја крева околу ова прашање да се ја насочи во друга насока и да си нели да ја насочи во позитивна насока во создавање на амбиент за некакви нови проекти и нови конструктивни идеи кои што ќе треба да значат развој на Република Македонија, тој се фокусира на одредени ирационални прашања, ирационални цели, кои апсолутно нема да му донесат никаква политичка, никакво зголемување на политичкиот рейтинг, а уште помалку ќе значат подобрување на позицијата постизборно на Социјалдемократскиот сојуз на политичката сцена. Она што е исто така битно да се нагласи е дека
користењето на друг јазик во законски утврдените случаи, не само што е утврдено значи во законот за употреба на јазик, туку тоа е право на комуникација на граѓаните со органите на власта на својот јазик, кое што е и загарантирано и со европски документи. Значи Република, посебно со документот од КЕПС, каде што дефинитивно Македонија нели ги исполнува сите оние европски меѓународни стандарди околу правата на употреба на својот јазик на малцинските групи во конкретната држава, така што правото на комуникација на граѓаните со органите на власта на својот јазик исто така е обезбедено преку соодветна, нели особено во соодветните постапки, преку право да употребува преведувач во судски постапки, во административни постапки и така натаму, па се до правото да ги прима писмените документи на својот јазик, но она што се заборава да се каже од страна на господинот Заев е дека правото на комуникација на граѓанинот на својот јазик не значи по автоматизам право да се бара изедначување на македонскиот со албанскиот јазик на ниво на цела држава. Тоа е еден вистински политички спин кој што сака да го протне Заев во овој предизборен период. И секако тој предлог, како што реков, значи излегување од рамката на Уставот и значи официализирање на албанскиот јазик на цела територија на земјата, што можеби во догледно време ќе значи и обврска сите граѓани во државата да учат албански јазик задолжително, затоа што согласно предлогот на Заев, сите органи треба да бидат двојазични во секое време вработените што зборуваат албански да можат да се обратат на албански без разлика дали граѓанинот го знае или не албанскиот јазик, значи посебно ако се работи за вработени во административната служба кои што доаѓаат од албанската етничка група. Сето ова ќе наложи нормално и обврска на сите граѓани во Македонија да учат албански јазик. Тоа всушност за него и за неговото семејство не е никаков проблем. Тој како што и самиот кажа, не е никаков проблем неговата ќерка да научи албански јазик, затоа што тоа ќе биде потребно за незиниот бизнис. Меѓутоа заборава да каже дека сето тоа е право на избор и на индивидуален избор. Овде зборуваме за државни политики и за државно креирање на ново уредување за кое што треба да одлучат сите граѓани или мнозинството граѓани во Република Македонија. Едно е ти да му наложиш на твојот син или на твоето дете да учи албански јазик затоа што ти така сакаш, а друго е државна политика која треба консенсуално да ја градиме и да ја поставиме на консенсуални основи во Република Македонија. Значи треба да се прашаат и останатите македонски граѓани што мислат по однос на овој предлог. Дека се работи за опасна теза, тоа е несомнено, но мислам дека одговорот многу брзо ќе му дојде не по препорачана пратка, туку ќе му дојде директно во очи на господинот Заев веднаш по затворање на избирачките места во 19 часот на 11 декември, така што веднаш ќе се соочи со вистината и со тоа дали неговиот предлог има прифаќање од страна на мнозинството граѓани или не, и нормално после ќе се соочи со политичките последици. Сите овие, но и уште многу други прашања сега пред избори ја оправдуваат јавно изразената потреба на ВМРО-ДПМНЕ да бара убедливо мнозинство од пратениците во Собранието на Република Македонија со цел зачувување на територијалниот интегритет и унитарност на државата, но и продолжување на развојот на државата на економски и сеопшт план. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Продолжуваме понатаму со емисијата. Доста беше за господинот Заев. Сега одиме на народниот собир кој што се големиот народен собир кој што се одржа во неделата во спортскиот центар Борис Трајковски. Собирот секако беше во организација на ВМРО-ДПМНЕ, но и сите коалициони партнери кои влегуваат во победничката коалиција во државата. Навистина салата беше преполна.
според некои бројки се работеше за над 40.000 луѓе кои што дојдоа да ја поддржат политиката на ВМРО ДПМН и да кажат не на сите овие би рекла луди идеи кои што ги искажува лидерот на СДСМ господинот Заев на јавна сцена и секако да слушне кој е концептот на ВМРО ДПМН во наредниот период. Пред огромната толпа на луѓе се обрати лидерот на ВМРО ДПМН господинот Никола Груевски, кој што одржа еден сериозно убедителен говор со многу поенти, со многу тези, но и со многу одговори кои треба да значат крај на политичката криза. Би се рекла многу прашања кои што беа поставувани во претходниот период ги одговори токму лидерот на ВМРО ДПМН господинот Никола Груевски. Неговиот говор беше сублимат на сите оние клучни тези, но и клучни пораки што оваа партија во континуитет и конзистентно во различни форми и на различни начини им ги спраќаше на граѓаните во овие изминати 2 години од политичката криза во земјата. Но главно би сакала да дадам 3 акценти од неговиот говор кои беа всушност и најсуштествени во темелна смисла, во буквална смисла на зборот. Првиот акцент или пункт кој што го апострофираше господинот Никола Груевски секако дека само изборите се најприфатливиот и единствениот демократски начин и механизам за излез од политичката криза. Сосема логично, бидејќи никој друг освен граѓаните нема легитимитет ниту повисоко суверено право да одлучува за тоа кој ќе владее во земјата и како ќе се управува со државата. Единствено граѓанинот е тој кој што може да го даде тој легитимитет и го има тоа суверено право да одлучи кој и како ќе владее со Република Македонија. Отаму никој не сме, па нека биде и лидер на политичка партија, нека биде и меѓународен фактор, кој да било, никој не може да го заобиколи или едноставно да го игнорира демократското право на избор на секој еден македонски граѓанин, без разлика дали е тој од албанско, турско, ромско или друго етничко потекло. Никој друг освен граѓаните не може да воспоставува поредок кој не е по мерка на народот. Ничија друга мерка не е легитимна, ниту мерката на некој странски фактор, ниту опозицијската мерка која што е изразена преку некакви незрели политики и очајни потези не смее да се надреди над неприкосновеното право на сите граѓани да одлучуваат за политичката иднина на својата држава. Ова секако е парафразирано, но суштината на еден добар дел од говорот на господинот Никола Груевски, каде што акцентот беше ставен токму на значењето на народот, на граѓаните на Република Македонија, дека тие се всушност оние кои што се кормило на државата и единствено тие може да одлучуваат за тоа кој и во која насока ќе се движи земјата. Овој момент со право беше доминантен во говорот на лидерот на ВМРО ДПМН, бидејќи околу него фактички се врзува и сите останати прашања кои што и одговори кои што се наметнува како прашање во изминатите 2 години. Затоа што опозицијата упорно на некој начин сака да наметне нови политички правила во системот, би рекла нови политички принципи кои досега ниту некој ги верификувал, а уште помалку ги легитимизирал на избори и сака да наметне некои нови клучни политички играчи во државата, што странци, што од дома, со цел за обиколување и игнорирање на волјата на македонскиот граѓанин. Токму тој вазалски однос на опозицијата кон друг, а не кон сопствениот народ, ќе го чини СДСМ многу на краток и на долг рок, ќе го чини не само губење на изборите, туку и останување во опозиција прилично долг временски период.
Вториот акцент кој што беше видлив во говорот на лидерот на ВМРО ДПМНЕ беше секако економијата и потребата од натамошно подобрување на економските перформанси и капацитети на државата. Несомнено е дека ВМРО ДПМНЕ во изминативе 10 години направи најмногу економски резултати кои што се видливи за сите, па дури за оние кои не сакаат да ги видат истите. Економските резултати кои што се направени до сега и посебно евидентни во овие последни неколку години се главната моторна енергија на оваа политичка опција, па мислам дека и идната политичка програма и економска програма која што, како што кажа лидерот, е фактички најобемната партиска програма досега видена во Република Македонија. Најголемиот дел ќе се заснова токму на економијата и на подобрување на капацитетите на државата во економската сфера. Токму поради овие очигледни економски резултати, ВМРО ДПМНЕ има и право, но и морална одговорност да бара уште политички мандати од граѓаните, се со цел да се изведат некои проекти до крај, да се отпочнат нови проекти кои што ќе значат нов турнус или нов циклус инвестициски за инвестициски развој во државата, секако тоа ќе значи и ново подобро утре за сите граѓани на Република Македонија. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Се враќаме назад во студиото. Застанав во делот на говорот на лидерот на ВМРО ДПМНЕ, кој што се фактички кој што тој го одржа на големиот народен собир под покровителство или на ВМРО ДПМНЕ и коалиционите партнери во неделата сега пред 2 дена. Се работи всушност за говор каде што јасно се апострофираше потребата од барање на легитимитет од страна на граѓаните и враќање фактички на правото на избор на граѓаните, што се случи конечно вчера, нели имавме распуштање на собранието и денеска веќе се распишани новите предвремени парламентарни избори, така што започнуваат да течат сите изборни рокови, но исто така господинот Груевски го наметна и ја наметни економијата како средишен дел од неговиот говор, каде што со право укажа на огромниот број економски резултати, но и резултати во другите сфери од политичкото, општественото и културното живење, каде што се гледаат одредени поместувања, сериозни позитивни трендови во голем дел од областите и се гледаат, се испорачуваат огромен број на резултати во многу сфери, и тоа не само во економијата, туку и во здравството, образованието, социјалната сфера и културата и така натаму. Она што е неспорен или ноторен факт е дека ВМРО ДПМНЕ начело со господинот Груевски наметна една сосема нова политичка филозофија на политичко владење и на раководење со државата. Тоа е нешто што никој не може да го оспори, ниту да го негира, освен ако станува збор за крајно тенденциозни и малициозни луѓе и карактери кои едноставно не знаат да признаат туѓ успех, а такви има бајаги во државата. Но во политиката, за среќа, субјективните чувства на одредени поединци во опозицијата не се релевантно мерило за напредокот на земјата, иако тие можат сериозно да го успорат тој напредок, сепак не се клучно мерило за тој напредок. Секако дека во политиката успесите се не само тие се мерливи квантитативно и квалитативно, тие се видливи, конкретни и ефективни за сите граѓани, вклучително и за оние граѓани кои не ја поддржуваат владеачката коалиција. Третиот акцент во говорот на господинот Груевски беше неговата јасно изразена и длабока верба и доверба што ја има кон македонскиот народ. Во неколку наврати тој потенцираше дека македонскиот народ е народ кој што има трпение, народ кој што издржал многу во историјата, но и народ кој што издржал многу денес, но народ кој што е едновремено и многу мудар и што знае да се справи со сите потешкоти
и препреки во животот. Овие зборови постојано провејуваа во говорот на господинот Груевски. Вербата и довербата што ВМРО ДПМН ја има кон сопствените граѓани е всушност базата или основата врз која што се темели успехот на оваа партија веќе 10 години поред. Вербата и довербата е, би рекла, двострана. И едната и другата се стекнуваат со многу труд, со многу работа, со многу посветеност, но и со многу лична и колективна самопожртвуваност. И со вербата и со довербата никој не смее да се поигрува, со нив никој не смее да тргува и не смее да се манипулира. Вербата на ВМРО ДПМН е кон сопствениот народ, но и довербата што граѓаните ја даваат на оваа политичка опција е всушност она природно лепило или природен лепак што ги спојува политичарите од оваа партија со народот, односно со граѓаните. Такво лепило не можеме да видиме на другата страна во опозицијскиот табор и токму затоа СДСМ уште долг период ќе остане во политичка опозиција во Република Македонија. Факт е дека кога работиш и кога создаваш имаш право и да бараш, имаш право и да бараш одредена доверба. ВМРО ДПМН во изминативе 10 години покажа и докажа на дело како се прават проекти, но и како се работи на терен за да се реализираат зацртаните цели во проектите во интерес на создавање на посилна и економски попросперитетна Република Македонија. И слободно можам да кажам дека оваа политичка партија им одржа лекција на сите останати партии, не само од македонскиот, туку и од албанскиот блок, но и на сите партии во регионот и во Европа по однос на тоа како политички и економски се работи, кога треба да се гради и штити сопствената татковина и кога треба да се заштитуваат интересите на своите граѓани. Како политички и економски се делува со цел државата и незините граѓани да бидат секогаш на прво место. Од друга страна го видовме делувањето на опозицијата, видовме напади од различен вид и од различен формат, за кој што зборувавме и предмалку, но и видовме напади од различен мотив. Некои од нив наликуваа на водење на класична психолошка војна во земјата со цел психолошко слабење на националниот дух на македонското ткиво и секако слабење на виталните институции на државата, се со цел нивно комплетно уништување или според зборовите на идеологот на партијата СДСМ господинот Фрчковски, земање на француски клуч во раце и целосно демонтирање на институционалниот систем. Со оглед дека сценариото на опозицијата е поприлично мрачно и спротивно на интересите на мнозинството граѓани, нормално и логично е ВМРО ДПМН да бара од граѓаните добивање на силно мнозинство во собранието, нормално е да бара добивање на 65 пратеника во собствена полза, со цел создавање на вистинска институционална брана против сите овие ирационални идеи и предлози кои што ги слушаме од опозицијата. Она што го бара опозицијата е да внесе вистинска поплава во политичкиот и економскиот систем во земјата, да има за цел да ги демонтира сите полуги во државата за да можат да заживеат антимакедонските интереси на кои што тие им кумуваат и за жал ги пропагираат јавно. Опозицијата сака да изради една сосема поинаква држава од таа што сега ја имаме и токму заради тоа опозицијата ќе мора да сноси политичка одговорност која што секако ќе следи по одржаните избори на 11 декември. И сега, апропо самите избори, вчера, како што кажав, се случи толку посакуваното и очекувано само распуштање на собранието со носење на одлука за организирање на нови парламентарни избори, која одлука, како што кажав, денеска или решение е објавено денеска во службен весник, од каде и од кога започнуваат да течат изборните рокови утврдени во изборниот законник. Што значи дека процесот на политичко надмудрување и тактизирање на опозицијата сакам па не сакам избори се чини дека заврши вчера, кога граѓаните со меѓупартиски консензус добија одлука за почеток на излезот од вештачки наметнатата политичка криза.
Конечно и пратениците на СДСМ ги видовме како собраа храброст да притиснат на копчето за само распуштање на представничкиот орган на граѓаните, откако по исполнување на нивните бројни измислени ирационални барања и предлози од страна на власта веќе буквално нема каде беа ставени или притиснати на зид и веројатно веќе и срамот е голем и пред меѓународната заедница сега повторно да бараат нови алиби за бегање од овие избори. Факт е дека СДСМ е прочитана партија како стара и избледната книга од сонце. Тие мораат да се надминат себе си и едноставно беа приморани да се приклучат кон волјата на мнозинството пратеници, но и кон волјата на мнозинството граѓани во земјата по однос на одење на избори и се чини дека првиот чекор е направен, но јас би рекла само првиот, затоа што во македонската политика, исто како и во европската политика, особено во политиката за водење на преговори за зачленување во Унијата, затворањето на едно поглавје не значи автоматски успешно затворање на сите поглавја, затоа што правилата на Унијата, кое што е добро познато за сите оние кои што се занимаваат со европско право, е дека ништо не е затворено додека се не се затвори. Се чини дека тоа правило полека, но сигурно важи и за македонските политички услови. Според она што досега го видовме, претходното само распуштање на собранието за да се одржат изборите на 5 јуни беше неуспешно, иако нели беа договорени изборите од страна на сите политички партии, од страна на клучните меѓународни представници во земјата. Да се надеваме дека овој пат новиот председател на Уставниот суд нема да биде ставен на мака, да го растегнува уставот повторно по политичка мерка и по политичка волја на опозицијата и да прави уште еден преседан, како што кажа актуелната председателка на Уставниот суд, за повторно враќање на пратениците во пратеничките клупи, нели како ништо да не било, или пупу не важи онаа одлука која што си ја изгласавме, па сега повторно се враќаме во собранието и продолжуваме со работа. Иако некои ќе кажат преседаните постојат за да се прават, за да нели постојат, сепак би било навистина премногу доколку и овој пат се изигра волјата на мнозинството граѓани и доколку повторно се направат одредени политички па и правни би рекла акробации со цел да се поништи оваа одлука за одење на избори на 11 декември. Значи до евентуалното, не дај Боже, повторно отворање на првото поглавје, нели дали да се оди на избори или не, ова се смета за затворено. Следните неколку недели сега по објавувањето на решението за распуштање, но и за организирање на предвремените парламентарни избори, навистина не очекува отворање на неколку поглавја, нови политички поглавја кои што се врзани за политичката понуда на изборната сцена, но се чини овие политички поглавја нема да бидат многу нејасни за македонските граѓани, бидејќи тука работите стојат прилично сиромашно. Нели од една страна имаме опција како што е ВМРО ДПМН, кое што е со вистинска моторна сила и енергија, со вистинска би рекла енергија да ги заврши започнатите проекти, но и да отвори простор за нови, уште поуспешни и поинвентивни, а од друга страна имаме СДСМ партија која наместо да се бори за гласачкото тело на начин како што тоа го прави ВМРО ДПМН, очигледно потегнува или посегнува по некои други недозволени алатки, средства и начини врзани со директно загрозување на националниот идентитет, но и на националното обстојување, ако сакате, на Република Македонија како држава. Старо и познато народно правило е дека човек што не изградил ништо во животот и нема внатрешен порив, нема едноставно внатрешно чувство, ниту пак желба тоа нешто што го направил друг да се сочува, да се почитува, да се надгради, бидејќи кога човек не знае или не умее нешто да изгради, од него не може да се очекува дека ќе знае да го цени трудот на другиот. Таквиот човек едноставно не умее да ја вреднува енергијата што другиот ја вложува за многумина.
И таквиот човек за жал не умее да осознае што значи да се направи нешто во интерес на сите граѓани и нема ниту основен поим како е чувството кога нешто ќе се осмисли, кога нешто ќе се проектира, кога нешто ќе се реализира и кога на крајот ќе се види полза кај мнозинството граѓани, ако не веќе и кај сите. Ова е суштината на контекстот на нашата реална политичка понуда. Значи имаме доминантна партија која што веќе 10 години поред, како што кажав, наметна една нова политичка филозофија, но и наметна една нова политичка свежина и реалност во државата преку конкретно делување на терен и конкретно реализирање на она што го ветува, а од друга страна имаме една доминантна опозицијска партија со незините коалицијски сателити, која е класична политичка табула раза, која нема никаква конкретна и детална политичка и економска програма, која нема видлива стратегија за развој на државата, туку едноставно што има е видлива стратегија за разнебитување и ничкосување на сопствената татковина, што навистина е жално да се гледа, но и жално да се следи во сите овие изминати неколку години. Тука ја правиме последната пауза од емисијата Поента, секако останете со нас и во последните 5 минути од терминот на емисијата. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Идеме со последниот дел од емисијата Поента. Застанав на идејата дека СДСМ е всушност партија која единствено од која што слушнавме само парола дека тие се вистинските демократи, дека тие се вистинските слободолюбци во земјата, а всушност позади оваа парола и позади ова нивно фалење всушност се сокрива она темно сценарио за демонтирање на државата на најситни делови со француски нели клуч и нејзино повторно склопување според интересите на сите и на секого, но не според интересите на мнозинството или на сите македонски граѓани, бидејќи не верувам дека во оваа држава некој не си ја сака сопствената татковина барем на еден елементарен или основен начин, не мора повеќе. Тажна политичка приказна која што ја ороводат многу стари, истрошени, не велам стари по години, туку стари на политичката сцена, истрошени и безвредни политички фигури, чиј што вкупен рейтинг кај граѓаните кога ќе ги собереш сите заедно не може да дојде ниту до 10% на поддршка. Тоа се политичари што единствено нижат политички и економски порази и тоа се очајни губитници кои не се потребни на државата, а уште помалку на граѓаните. Политичари што не ја знаат вредноста и убавината да се направи нешто корисно и убаво за своите сограѓани. Политичари што немаат елементарно чувство да го почитуваат трудот на оној што гради, на оној што создава, па дури не елементарно чувство да се даде една пофалба, па макар една во 1000 проекти, да се направи еден гест на добра волја, да се пофали тугиот труд. Овие едноставно луѓе немаат чувство да го пофалат тугиот труд или туѓиот напор, па од тука немаат ниту чувство да го чуваат како свое тоа што некој друг го направил, меѓу другото и за нивниот интерес. Овие луѓе едноставно не знаат да пренесат аманет на новите генерации дека изграденото постојано мора да се унапредува, да се разубавува, да се надградува. Нивниот основен инстинкт е да рушат и во таа рушителска зона тие се чувствуваат како да се на свој терен. Ја нарекувам таа зомби зона на деструкција и негирање на сработеното од некои други. Тие рушителите кои што негираат се секогаш свој на своето во таа рушителска зомби зона. Тие се секогаш најсреќни ако добијат макар и една шанса да урнисаат се, да погазат се, да го откопаат од темели сето она што некои други политичари, градители го направиле во интерес на сите.
Тука во општеството не се разликуваме многу како и во природата, исто како и во природата каде што има животни што се борат, што градат, што придонесуваат за доброто на останатите животни, има и животни кои го демнат ловот на другиот, хијански се настрвуваат над пленот на другиот, па во таа смисла категориите на луѓе и категориите на животни се би рекла идентични. Слично како и кај животните, така и меѓу луѓето има такви што се родени да создаваат, родени се да градат, да размислуваат за својата, но и за еднината на другите, но и такви луѓе што не знаат да погледнат подалеку од потребата да ги задоволат единствено и само своите себични потреби, своите себични желби. Интересно е што кај некои луѓе навистина зборот еволуција и внатрешен развој нема речиси никакво значење. За жал, некои луѓе се родени да бидат штетници, родени се да им напакостат на другите. Тоа е нивната животна храна, нивната животна инспирација и за жал нивната животна потреба. Кога работат на штета на другите, овие луѓе ја зголемуваат сопствената внатрешна радост и следното политичко поглавје што мораме да го затвориме на овие избори е една за секогаш да ги казниме овие деструктивни сили кои што постојат во Република Македонија и кои роварат во македонскиот систем, да ги казниме секако на најдемократски начин, токму преку излегување на избори за окружување на најдобрата политичка опција на изборното ливче и секако во што е можно поголем број да покажеме и да докажеме како се сака Република Македонија и секако што мнозинството граѓани мислат за овие граѓани кои што треба да се сместат дефинитивно во делот на нерелевантни и општествено непотребни сограѓани. Веќе сме 18 часот, јас имам обврска да се одјавам. Емисијата Поента секако ќе ја слушате наредниот вторник во редовниот термин од 17 до 18 часот. Таа се емитува во рамките на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Автор на емисијата е професор доктор Тања Каракамишева Јовановска. Денеска е 18 октомври 2016 година. Останете ми во добро здравје и секако до наредниот вторник ви посакувам се најдобро. Поздрав! Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.